Граѓаните може да здивнат. Продолжениот викенд нема да го поминат во целосен карантин. На 1, 2 и 3 мај надвор од своите домови ќе смеат да излезат од 5 до 14 часот, но сепак нема да ги има традиционалните првомајски скари. Од 30 април започнува казнувањето за групирање на повеќе од двајца. Ќе се казнува и неносењето на заштитна маска како во затворен, така и на отворен простор, доколку не може да се држи дистанца. Ваквиот полициски час е контра на што го бараше министерот за здравство Венко Филипче и кризниот штаб, кои беа за целосен карантин од четврток во 19 часот до понеделник во 5 часот наутро. За најголем дел од граѓаните, тродневниот полициски час ќе беше грешка, која како што велат, пред се лошо ќе влијаеше на психичкото здравје кај луѓето. Сепак, дели поддржуваа поригорозни мерки, велат биле за доброто на граѓаните. Месец и пол сум као карантин. Ја живеем во Швајцарија. Ова што гледам дека пат во живот. Би требало да може да се прошета. Пошто све е разделенето, се е убаво и убаво на душата ќе не биде. Ништо више. Психички више се разболев. Сите ќе побудали. Не е престрога, ве душаш, кога се мора зашто да не искористиме. Па после ќе ни биде криво, да не нешто се деси полошо од ова што не снаоѓа. Бидеме на болje, па мора да слушаме, да бидеме примерни. Дали ќе има укинување на полицискиот час од понеделник, како што веќе подолго време се шпекулира, се уште останува непознато. Филипче вели дека треба да се види какви ќе бидат бројките наредниве денови, за да се знае што ќе биде препорачано. И до крајот на оваа недела, меѓутоа и почетоком на следната недела, ќе биде многу битна за тоа какви ќе бидат препораките понатаму. За сега полицискиот час апсолутно останува. Посебен полициски час останува на сила за младите под 18 години и постарите над 67. Пензионерите ќе смеат да ги напуштат своите домови од 5 до 11 часот, додека малолетниците од 12 до 14.